Значи, почитувани колеги, посебно вие од ВМРО ДПМН, кои што денеска ги браните овие законски измени, добро е во интерес на јавноста да заклучиме една работа. Дека денешниве измени законски во делот на Законот за аудио и аудиовизуелни услуги и Законот за медиуми, со кој се прават измени во кои што има ставање на начела од типот промовирање на слобода на изразување, ја поттикнува слободата на изразување и се тргнуваат интернет порталите од надлежност на Агенцијата за медиуми, не е политичка волја на владата, ниту нова владеачко мнозинство, туку е барање на ЕСНАФ-от преку Сдруженијето на новинари на Македонија. Вашата верзија на законот ја видовме во ова собрание на пленарна седница, тогаш кога со вашиот коалиционен партнер ДУИ го избравте тајмингот врз основа на претходен политички пазар за нови функции во Агенцијата за медиуми. И во таа верзија на законот, под иста капа на Агенцијата за медиуми, беа и интернет порталите, како што и во таа верзија на законот немаше вакви начала дека законот ќе придонесел за промовирање на слобода на изразување или ја поттикнува слободата на изразување. И почитувани колеги од ВМРО ДПМН, ние можеме овдека цел ден да се препукуваме, но имаме разлика во концепти. Ние како опозиција сметавме дека сега, после се што направивте во изминативе 7 години, вклучително и некои претходни искуства од претходни влади, дојде моментот заради иднината на оваа земја, заради нејзина побрза интеграција во Европската Унија и имплементирање на нови демократски вредности, ова што до сега се случуваше со медиумите и притисокот врз новинари да заврши. Или, да бидам прецизен, влијанието на политиката во медиумите да се сведе на минимум. Вие избравте друг концепт. Концепт на ретроградни закони, закони во кои што ВМРО ДПМН, односно владата на Никола Груевски, воден од обсесијата да ја контролира секоја информација што излегува во медиумите, да не се откаже од алатката да врши контрола и притисок врз медиумите. Според тој ваш концепт, вие ги предлагате овие закони и во тој ваш концепт се случува советници од кабинетот на премиерот да бидат назначувани за уредници во јавниот радиодифузен сервис. Според вашиот концепт, кој што дополнително се забетонирува со овие законски измени, е концепт во кој што некој медиумски слуга или полтрон на власта ќе му се обраќа на премиерот со пастир за му дојде на емисија. Според овој ваш концепт, ќе се корумпираат новинари, ќе се корумпираат собственици и газди на медиуми, како последниот скандал, кој што излегува дека некои газди на телевизии заедно со цело семејство имаат фирми во Панама, и тоа, внимавајте, снаа на Борис Стојменов, која што работи во Министерство за правда и учествува во ГРЕКО, и меѓународна институција која што треба да се бори против корупцијата, бил основач на фирма во Панама. Тоа е концептот каде што вашите медиумски слуги ќе бидат фатени дека прават бизнис со Министерството за здравство. И што е уште потрагично, согласно вашиот концепт, која ќе гостувате кај една новинарка како Ивона Талевска, која ви врши услуга и го промовира Никола Груевски, го прави светец, или го промовира Иво Ивановски, или го промовира Никола Тодоров, вие ја пуштате низ вода. И тоа е многу јасна порака за сите останати новинари што сега ви ја вршат валканата работа. Дека ги користите за еднократна употреба, ќе им дадете бизнис и сега Никола Груевски ќе вика 100 пати бил кај Ивона Талевска. 100 пати Ивона Талевска му завршила работа и сега ќе вика се што е кажано, го кажа Никола Тодоров. Нема врска што Илија Димовски и Мартин Протугер се јавувале да спинуваат информации во Сител. Сега Никола Тодоров ќе треба да се брани. Зашто таква е тепачката во ВМРО ДПМН. Треба некој да го јаде за централизирана корупција на медиумите кој што ја прави некој на Илинденска без број.
Тоа е концептот кој што вие го задржувате, тоа е концептот во кој опозицијата треба да биде црн ѓавол, каде лидерот на опозицијата треба да биде предавник, каде што целата опозиција заедно со сите пратеници ќе обвинувате дека работи против интересите на Република Македонија, или да резимирам, да бидам пластичен за да ме разберат сите. Вие промовирате принцип во кој тој што ја има власта, го има монополот да представува во медиумите што е вистина, што не е вистина. И тоа ќе го прави со буџетски средства. Ние предлагавме сосема друг концепт. Концепт кој што нешто друго ќе направи во Република Македонија. Ние предлагавме концепт според кој треба да се редефинира начинот на избор на представници во регулаторното тело. Не може 7 хонорарци, кои што ќе ги предлага Илија Димовски преку Комисија за избор и именувања, Адвокатската комора преку личниот адвокат на Никола Груевски, Коце Тарајановски преку ЗЕЛС, да биде објективна и непристрасна и да биде составена од експерти. Ние сметавме дека во оваа агенција треба да има повеќе представници на цивилниот сектор кои што ги третира медиумите и ЕСНАФОР. И сите членови во оваа агенција да се бираат со двотретинско мнозинство, за да бидат предложени експерти, а не политички слепи послушници. Исто така баравме дека јавниот радиодифузен сервис, програмскиот совет, менаџментот да биде гласан со двотретинско мнозинство. Може би некој иден состав на парламентот ќе има поголема доблест и ќе оди и чекор понапред, па ќе овозможи опозицијата да го предлага директорот на јавниот радиодифузен сервис, а тој да се гласа со двотретинско мнозинство овде, за да имаме верба дека јавниот радиодифузен сервис, за кој што плаќаат радиодифузна такса сите граѓани, и оние кои што гласаат за СДСМ, и оние кои што гласаат и за ДПА, и за ВМРО ДПМН, и за ДУИ, и го финансираат, ќе биде објективен и критичен тогаш кога треба и ќе фали тогаш кога треба да се фали. И со тоа ќе спречевме, ќе превениравме како на последните локални избори, што е аргумент катастрофален за тоа како работел јавниот радиодифузен сервис. ВМРО ДПМН да биде застапен 5 часа и 25 минути, а владата на Груевски и ВМРО ДПМН е дополнителни 3 часа и 26 минути, а опозицијата предводена од СДСМ скромни 2 часа и 44 минути. Или с размер 4:1 во корист на власта. Исто така, уверени сме дека треба да се направи една друга работа. Да се регулира начинот како се трошат буџетските средства, парите на граѓаните за владините реклами. Тоа што на 1 или 20 дена во март пред локалните избори се платени 360.000 евра или за 7 дена 1 милион евра на сител, покажува јасна порака. Ке ти ги платиме сега владините кампањи, ама ти ке ни одработи за локалните избори. И што мислите, дека јавноста не знае што се случува? Ние сметавме дека овој принцип не треба да биде таков. Дека бидејќи се буџетски средства, која ќе бидат кампањи од јавен интерес, тие додат до сите медиуми, до сите интернет портали, до сите печатени медиуми врз основа на доверба, врз основа на слушаност, врз основа на гледаност, врз основа на број на импресии. И така, колеги, наместо уредниците на медиумите да мора да се лигават кај Никола Груевски, кај Мартин Протугер какви вести прават за да добијат од владиниот колач за кампањи, ќе се трудат да ја добијат довербата од граѓаните и гледачите, за да добијат поголемо парче од владиниот колач. Како што исто така баравме медиумите да не можат да бидат донатори во политички партии за време на предизборна кампања. Затоа што тврдиме дека исто како со случајот со хрватскиот десничарски премиер Иво Санадер, тука има магевцан круг во кој медиумите добиваат пари од владини кампањи во мирнодопски услови, а за време на предизбори одработуваат и донираат во владеачките партии. Тоа е организиран криминал. Тоа е концептот во кој што вие бегате. Сакавме да идеме во либерализација на медиумите, да го сведеме политичкото влијание на минимум, и не да оваа влада, ниту една друга влада да не може да го прави ова што го направивте вие, кои што немате право да говорите за слобода на изразување и за тоа ќе понесете одговорност. И како што ќе воскликне во една колумна
се надевам дека ќе ми дозволите уште 5 секунди. Илија Димовски, кога ќе биде нападнат, дека Палома бил извештал за 24 декември, во една колумна за Дневник, ќе воскликне човекот, кога ќе биде нападнат. За да биде појасно, би сакал да потенцирам дека во Република Македонија никој никому не може да му забрани или да му наметне или да му ја загрози слободата на јасно изразена волја. Ма немој. Тоа ќе ви се случува кога ќе се префрлите во опозиција. Истите новинари на кои што им правите притисок, нема да ви дигаат телефон, затоа што ќе ви одговорат на притисоците што им ги правите денес. Благодарам.